Денешната тема ќе биде во правец на размислување од минатата сабота во врска со силните. Јас ќе упатам посебен поздрав до брат Дејан, кој што минатата сабота коментираше во врска со темата, пишувајќи на каналот на преносот дека силните што го грабаат или што го земаат, што го добиваат царството, се силните по вера. Што беше и заклучокот од тогашната проповед. Ќе продолжам малку во тој правец, но прво да не заборавам, бидејќи денес се спомна милостивиот самаријанин. Денови прочитав коментар, веројатно тој што го имал објавено коментарот на Facebook, сега сватив дека заради престојната денешната поука тоа го напишал, односно го цитирал. Елена Вајд пише во Копнежот на вековите дека помеѓу евреите, тогаш во Христово време, често постоела дебата, онака како теолошка дебата, кој е мојот ближен. И внимавајте каква поединост, каков детаљ споменува. Значи, помеѓу евреите, помеѓу рабините, помеѓу самите овие левити, свештеници, постои дебата, книжевници, законици, кого се треба да го сметаат за ближен, а кого не треба. И сега, вакви луѓе како незнабожците и самаријаните, тие воопшто не биле предмет на дебатата. Значи, за нив било премногу јасно, за сите тие рабини кои што меѓу себе, значи, воделе дебата, за сите нив, сите се согласувале и за нив било премногу јасно дека незнабожците и самаријаните не се, значи, тие се кучиња. Тие не се ниту луѓе. Но дебатата се водела во поглед на тоа кого од својот народ, значи од еврејскиот народ, кого се од својот народ треба да го сметаш за ближен. И зошто тоа било дебата, односно зошто, што било тука проблем? Па затоа што поголемиот дел од еврејскиот народ воопшто не внимавал на верата, воопшто не се придржувал до строгите рабински прописи, така наречената халаха во јудаизмот. Едноставно, повеќето народ живееле како нечисти, дури не се ни грижеле ако случајно церемонијално се извалкаат, се осквернат со нешто, не се грижеле сега како веднаш да пристапат кон очистување, како повторно да станат чисти според Мојсеевите инструкции. Што треба да направиш кога ќе се оскверниш со нешто, да се избањаш, да ги измиеш, испереш и своите облеки и пак ќе бидеш нечист до зајдисонце, например, до вечер. Бидејќи обичниот народ не се грижил за тоа, рабините сметале, па како сега да биде мој ближен, ако е мој ближен таквиот, значи, иако сонародник, но сепак некој што не ги држи сите прописи, тоа што може да биде и нечист, па без да знам јас, па сега ако јас доаѓам у контакт со него за било каква работа, потреба, дури ако треба да му се помогне, може и ја ќе се оскврнам и ја ќе станам нечист заради од него. Дури можно е да станам нечист без да знам, бидејќи не знам дали тој е во моментов нечист и така натаму. Тука малку да разбереме зошто се водела таква дебата, кој е мојот ближен, кој све треба да биде признат
за ближен. Значи, рабините биле сигурни за свој ближен да го сметаат само оној евреин за кого се сигурни, значи кој што многу добро го познаваат лично, за кој што се сигурни дека таквиот е чист, дека таквиот се држи до верските прописи, дека нема опасност од другите да се осквернат или да се онечистат и тие, ако бидат во контакт со него. Значи, незнабожците самарјаните што? Тие воопшто не биле, тие се отпишани. Значи, воопшто не биле предмет за дискусија. Сите се согласувале и за сите евреи било премногу јасно дека таквите воопшто не се ближни. Знаете, во англискиот јазик соседите, за сосед се користи истата именка како за ближнен. Според тоа, моите ближни во Топанско поле, повеќето од нив се албанци, муслимани. По таа логика. Дали знаете дека ова не се ни срамам, не се ни плашам да го кажам? Во целиот мој живот, од албанци муслимани имам видено повеќе, не само помош, обзир, почит. Многу се изненадив кога проповедав тогаш на телевизија Амазон пред 4 век сега. Од муслиманите имав поголема почит за тоа, отколку од нашиве неверни кобајаги православци. И тоа за мене беше многу чудно. Пеки, јас не проповедав ислам. И албанците повеќе го сакаат тоа, повеќе го почитуваат тоа што го проповедав, Христа, отколку македонците христијани, како тешко е да ги наречеме христијани. Се уште владее атеизмот, неверството. Се уште владее безбожништвото и затоа нашата нација исчезнува, како и секоја екс-христијанска нација. Би сакал прво да отвориме во Матеј 12 глава. Ке се потрудам да бидам пократок денес. Сакам да кажам денес да споменам некои примери, библиски примери на силни верници. Значи, како пример сега за оно што го кажавме минатата сабота. Кога Исус рече, значи, од деновите на Јован Крстителот, Царството Небесно трпи насилство и силните, насилниците, проверив токму во преводот на Вук Караджиш, во српскиот превод стои силеджие. Значи, добро ме служеше меморијата дека некаде го имав прочитано тоа. Насилниците го грабаат. Тој тука употребува еден пример, една слика од секојдневниот живот, кога некој е упорен да влезе некаде, обично во Христово време повеќе тоа било случај кога се води војна, кога некој непријател сака да влезе, да освои некој град, да влезе во друга земја. И тогаш таа земја, која што е нападната, трпи насилство. Во наше време имаме посоодветен пример, не мора да е војна, меѓутоа ние живееме во време кога има еден куп миграции и еден куп мигранти се обидуваат да влезат, особено во развиените земји, во земјите со висок економски стандард и така натаму.
Кога бевме заедно со Гоце во Сакраменто 2006 година, таму запознавме една сестра која што ни кажа како повеќе пати се обидувала да влезе во Соединетите Американски држави, често пати преку Канада, и секогаш била одбивана, секогаш не успевала, да скратам, па додека некој не и кажал да не пробува преку Канада, значи, чисто вака нелегално, на црно. И многу адвентисти го прават тоа, и го правеле. И некој кажал, немој од Канада, пробај од Мексико. Преку Мексико полесно се влекува. Мексиканската граница е попропустлива. И навистина проба преку Мексико и таму заедно со цела толпа на мексиканци. И таа меѓу нив. И се нашла во Сан Диего прво, а потоа се омажи и тогаш живееше во Сакраменто. Значи, тоа е тоа. Многу посоодветен пример. Сега, замислете што фали Исус кај таквите, кога е во прашање Царството Божјо. Се обидуваме ли, сакаме ли да влеземе во Царството? Користејќи секаква сила за да влеземе. Што значи силна вера во превод. Во врска со тоа, Исус ја кажува и параболата за скъпоцениот бисер. Нема да ја читаме, само ќе ја споменам. Да ги споменеме само главните детали. Вели, Царството Божие прилега како, значи, тој бисер, кој што некој човек го наоѓа во некоја нива и што прави потоа? Човекот, што го наоѓа бисерот. Значи, тука може да претпоставиме, иако меѓу редови, бидејќи не се кажува. Значи, човекот е веројатно некој аргат што работи на туѓа нива и како што копа таму и здогледува скапоцен бисер. Се разбира, може да го земеш, да го ставиш во джеб, да го скриеш и да го ишверцуваш така, меѓутоа тоа не е легално. Човекот сака да биде сигурен дека го сака бисерот, сака да го поседува, но сака легално да биде негов. Значи, законски и никој да не му го оспори тоа право. Затоа го остава, си го закопува дори, го покрива, може би малку подлабоко го става внатре во земјата и го покрива тоа место, го обележува, може би некако да се сеќава каде точно се наоѓа и се враќа дома и што прави? Го продава целиот свој имот, све што има, за да стекне доволно пари, за да ја купи таа нива, каде што го нашол бисерот. Не знам дали ова изгледа реално, особено не за наше време. Меѓутоа, тоа е еден пример на силна вера. Што се би направил човек за да го добие царството? Силна вера. Силната вера е жива вера. Значи, продаваш све што имаш за да ја купиш таа нива. Дали тоа значи оправдание со дела? Дали тој продава се што има за со своји пари да ја купи нивата кај што е, за да ја плати вредноста на нивата? Дали со тоа ја плаќа вредноста на бисерот? Не, вредноста на бисерот не може да ја плати со своите пари, со своите дела. Значи, тој е оправдан со вера повторно,
Бисерот го доживува како благодат, нешто што го нашол, значи нешто што е дар Божи, но дарот Божи пак, односно оправданието со вера, не подразбира пасивност. Не подразбира пасивност, мрза, во смисол Господ све прави, а ние не мора ништо, ние сме само гледачи. Тоа не е оправдание со вера. Верата со која се оправдуваме е жива вера. Значи, верата сама произведува дела. И човекот со тие дела не ја плаќа цената на благодата, таа е бесконечна, не го плаќа спасението, но плаќаш или поднесуваш нешто, неволја, страдање, искушение, се откажуваш од нешто, за да го добиеш царството, се откажуваш, трпиш некои жртви, нешто даваш, правиш нешто, вложуваш многу напори ако треба, за да влезеш во царството, за да го освоиш, за да успееш. Пак е царството дар, спасението е дар. Ти не ја плаќаш цената, вредноста на тој дар, но од нешто мора да се откажеш. Нешто треба да направиш, за да покажеш и жива и силна вера. Беше споменат и случајот со жената, која што упорно го молела неверниот и лошиот и неправедниот судија. Тоа е исто така пример на силна вера, која што Исус ја споменува. Пред да го кажеме главниот пример за денес, да го прочитаме и текстот што го најавив, Матеј 12 глава, каде што Исус од фарисеите и од книжевниците, значи од класата еврејска, бива обвинет дека ги изгонува нечистите духови. На кој начин? Преку Веелзевул, кнезот на демоните. И ова било хула на Светиот Дух. Божјата сила со која што Исус ги правил чудата, ја прогласиле за демонска сила, за спиритизам. Зошто имале потреба да го направат тоа? Че толку го мразеле Христа, толку биле очигледни знаците на неговото на месијанство, на знаците, доказите на божествената благодат што го придружувала. И сега, како што споменав минатата сабота, кај еврејскиот народ постоеше тоа кршење. Сега замислите, ако сте биле некој, замислите да си бил некој во Христово време, кој што ги гледаш Христовите чуда со твои очи. Вакво нешто не правил никој човек. Ниту може да направи. Ниту, како што реков, денешната наука и медицина не може. Меѓутоа, гледаш како Исус ги крши правилата на фарисеите, на книжевниците, на Синедрионот, на закониците. Гледаш дека Исус буквално ја нарушува саботата според тие правила на кои што и ти си бил уште од дете научен дека така треба. И сега, ако го симпатизираш Исуса, ќе се кршиш. Ако имаш поголема љубов кон Исуса и многу посилна вера од другите, ќе му се придружиш, ќе станеш негов ученик, ќе го следиш. Но ако го мразиш Исуса, што ќе речеш? Тогаш и сите негови чуда не ти се доволни за да те убедат во тоа дека тој е Месијата и Спасителот.
и дури Божи син. Туку што ќе речеш? Бидејќи си убеден дека Исус го крши законот. Логично, значи и силата и чудата што ги прави се демонски. Ги прави со демонска сила. И така Светиот Дух го прогласиле за демонска сила и самиот Исус вели дека со тоа похулија на Светиот Дух. Исус тука кажува во Матеј 12 глава еден пример, откако бил така обвинет во 24 стих, бидејќи 23 стих вели, ајде почнеме од 22, тогаш доведоа кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем. Обично постојат глуви и неми, но слеп и нем. И го излекува, така што слепонемиот и прогледа и проговори. Чисто случајно да прашам, денешна медицина може ова да го направи? Добро. Продолжуваме понатаму. Кој бил ефектот на ова, само на ова Христово чудо? И сиот народ се чудеше и велеше, да не е овој Христос, синот Давидов? Не е дали овој пророк испратен од Бога? Пошто повеќето од народ и за Јована беше убеден дека е пророк, испратен од Бога, иако Јован не правеше никакви чуда. Туку дали е овој Месијата? Да не е овој Месијата, синот Давидов? А фарисеите штом го чуја тоа, кој? Како народот, обичниот народ се прашува, да не е овој случајно Христос, Месијата, синот Давидов? Рекоа, тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на демоните. И потоа Христос се кажува параболата. Секое царство, ако се раздели, запустува. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе, тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, синовите ваши, преку кого ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат суди, бидејќи постоја екзорцисти во еврејскиот народ и за време Христа и пред Христа. Па ги споменавме, ако се сеќавате летоска последен пат, и четворицата некои синови на еврејскиот првосвещеник Скева, кои што пробувале да истеруваат демони во Ефес. Но и тоа во Христово име, но изедоа ќотек. Рековме зошто. Пазите, ако имате работа, не знам дали сте имале работа со човек или жена обседнат од демон. Сте имале некој од вас? И да даде Господ да немате. Човек што е обседнат со демон располага со надприродна сила. Че него полиција не му може ништо. Мосад, КГБ и ЦИА не му можат ништо на такви. Бидејќи немаат работа со човекот. Човекот е изгубен, човекот е во затвор. Со телото управува бесот, демонот. И многу лесно можеш да изедеш ќотек. Двајцата демонизирани од кај гробиштата Гадарински со скинати синџери, толку биле силни, значи демонската сила ги кинела синџерите, веригите, оковите. Апостолите што направија? Спраштија да бегаат. Како да се појавил лав, волк, мечка.
И колку долго бегале, се сеќавате ли? Апостолите бегаат, фитили, колку што ги држи сила, трчање, бегање. Колку долго бегаа? Кога престанаа да бегаат, се сеќавате? Кога забележале дека Исус не бега со нив. Во овој случај, ми се допаѓа тоа што Исус кажува една друга кратка парабола. Во 28 стих вели, ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло Царството Божио. Значи, ако е присутна силата на тоа царство, тогаш самото царство е близко или далеко. Ако е присутна силата на тоа царство. Ако е присутна војската на тоа царство. Самото царство е близко или далеко? Близко е. Каде што е војската на некоја држава близко, значи таа држава е близко. Царството Божјо во Христа, во неговата личност на земјата, било многу близко и до еврејскиот народ, и до овие фарисеи, и до овие учени теолози, кнезови, законици, доктори. Иако било толку близко, тие похулија на Светиот Дух и не влегува во него. И за множина од обичниот народ, иако царството дошло толку близко до нив, повеќето не влегле заради слаба вера, сомнежи, колебања и така натаму. Влегле или само силните. Но видите која парабола ја кажува Исус во 29 стих. Или, сега внимавајте што кажува тука, бидејќи тука споменува силен човек. Кој е овој силен човек? Сакам да ми одговорите. Како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покукнината, значи да го оплячка, да го ограби, ако најнапред не го врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? Зошто Исус ги кажува овие зборови? Во контекст на претходно кажаното и претходно стореното. Кој е силниот човек овдека во параболава? Кој е силниот човек? Да. Оној што кине ланци, оној што ниту полиција, ниту војска не му може ништо. Оној што располага со надприродна сила, но тој е демонот кој што живее во обседнатото човечко тело. Не самиот човек е никој и ништо. Самиот човек е во затвор. Душевен затвор, во мака, во голема проклетство. Да, точно. Точно. И различни манифестации. Но како и да е, за да го изгониш демонот, треба да си посилен од него. Така? Значи, оној што ограбувачот во случајов, според параболата, за да ограбиш куќа на силен човек, што треба? Да употребиш поголема сила од неговата. Многу поголема. И да го врзеш, силниот да го врзеш. Пази, не да врзеш некој зајак или некоја кюрка. Силниот да го врзеш. Христовата сила е поголема од најголемата сила што се манифестирала и до ден денес се манифестира во светот, демонската сила. Христос бил посилниот.
И затоа на крај ги кажува последниве зборови во овој контекст. Кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој растура. Многу сериозни, многу важни зборови. Затоа ви велам, секој грев и хула ќе им се прости на луѓето. Но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости. И на многу евреи, што од почеток завзедоа непријателски став кон Исуса, заведени од своите водачи. Подоцна, особено после Педесетница, со радост го прифатија Евангелието. Со радост, со солзи, но и со радост потоа се покаја, беа крстени и со вода, и со дух, некој и со оган. Им било простено. Им било простено тоа што на почеток и тие од разни предрасуди биле против Исуса. Го има завземено тој сега веќе традиционален јудејски, еврејски став против Исуса. Но, ако каже нешто против Светиот Дух, против Божјата сила, против благодатта, против силата на царството, или како што во посланието до евреите се нарекува силите на идниот век, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Никогаш. Хулата против Светиот Дух нема да му се прости никогаш. И сега одиме на главниот пример. Да подсетам дека ова не е главниот, ова е нешто пред тоа. Кого Исус имаше пофалено за најсилна вера покажана во негово време, дури посилна од израелците, од било кој израелец? Кој покажал посилна вера, толку силна вера во Христа, што самиот Христос бил воодушевен од тоа и рекол, ниту во Израелот ваква вера не најдов. Така, римскиот капетан или стотник, офицер на непријателската војска. Необрезаниот. Може би бил обрезан, ако веќе бил прозелит како оној стотник под крстот. Исус ја пофалил верата на некои незнабожци, на некои странци, дури римјани, дури офицери римски на непријателската, окупаторската војска. Затоа што покажале посилна вера од било кој израелец. И навистина чудно. Како тоа некој незнабожец да има посилна вера во Христа од Божиот народ? Па зарем самиот Божи народ е толку утепан, толку слаб во верата? Навистина, како што го споменав примерот и минатата сабота, за чудење е како Генералната конференција завзема компромисен став, а еден католички кардинал отворено зборуваше и против вакцините и против новиот светски поредок до ден денес. За чудење, тоа е чудно. Ке отвориме сега во Матеј 15 глава. Кој пример го имаме таму за силна вера? Јас би рекол најсилна од сите евангелски примери. Ви текнува? Да, жената, токму така. Видите колку жените се ценети, помаживи, пофалени во според нивната вера во Евангелијата.
Почнуваме од 21 стих. 15. Матеј 15 глава. Пред тоа зборуваше повторно за фарисеите, сето тоа, уште од 12 глава што дочитавме тој пример. Христос во својата мисија помеѓу својот и Божиот и избраниот народ се соочува со сопки, со непријателства, со обвиненија, се соочува со војна, затоа што еврејските водачите на Божиот народ и учените теолози и доктори од почеток завземаат став против него. И затоа решава малку да здивне, да се одмори. Кој парадокс, да се одмора малку од проблемите што ми ги прави мојот народ, конкретно неговите водачи и учените теолози и доктори и така натаму. Се повлекол заедно со своите ученици, вели 21 стих, и кога излезе од таму Исус, замине во земјата Тирска и Сидонска, денешен Либан. Го напушта Израел и оди во денешен Либан. Оди во незнабожечки крај. Тогаш немало граници, пасоши и такви глупости како денес. И ете една жена хананејка. Елена Вајд вели дека жителите на овој крај, иако биле и хеленизирани, биле и во голем поглед и цивилизирани, да се каже. Од Александар Македонски наваму, сите тие краишта биле цивилизирани. Сепак, Елена Вајд вели во Копажот на вековите дека населението на Тир и Сидон, на тие краишта, на Феникија, имале древно хананејско потекло. Од оние први хамити што живееле пред доаѓањето на израелците, пред времето на Мојсей и Исус Навин. Оние што требало да бидат ликвидирани, што требало да бидат погубени, за да, и тоа по Божија заповед, затоа што им истече времето на милоста, заради нивните гадни беззаконија, и за да таму Господ во тој крај, во целата земја го насели својот народ. Зошто Исус отишол во Либан? Еднаш имав насловена таква проповед, кога последен пат зборував за овој случај. Либан беше споменат во насловот. Зошто Христос отишол таму? Реков, сакал да се одмори, сакал малку на страна. Но тоа не била единствената причина. Исус отишол таму токму заради оваа жена. Затоа што знаел кој живее таму и сакал на своите ученици да им одржи една силна практична лекција преку верата на ова незнабошкиња, ова тугинка, ова паганска жена. И ете една жена хананејка излезе од оние краишта, повика кон него велејки: смилувај сми се, Господи, сине Давидов. Ќерка ми жестоко ја мачи демон. Во српскиот превод дури вели џаво. Што е исто. Каков случај било, не знаеме точно. Но вака опишан,
жестоко ја мачи демон е нешто многу сериозно. Случајно да прашам, некоја психијатрија од 21. век може да го реши овој проблем? Некои јапчиња, таблети, инекции? Не. Сега сакам да забележиме нешто што обично не сме го забележувале или не било така толкувано порано. На почеток, 23 стих вели дека Исус не и одговорил ниту збор. Значи, замислете, женава излегува пред Христа, почнува да го вика ова, и со првите нејзини зборови, значи таа исто така слушала за Христа, за неговите чуда, веста за, на едно место вели Лука, веста за неговите дела се проширила по цела Сирија. Значи, многу надвор од Израел се пренесувал гласот, гласините за Христовите дела. Се појавил некој нов, млад, чуден пророк во Израел, кој што прави големи и силни дела како никој пред него. Очигледно дека и хананејците и феничаните таму имале слушнето за Христа. Со првите нејзини зборови, ова тугинка, ова незнабошка жена, го признава Христа за што? Смилувај ми се, Господи, сине Давидов. Ете, она што на еврејскиве теолози и доктори им било толку тешко за по-тврдоглавите од нив невозможно да го направат, неприфатливо. Ова тугинка веднаш го признава Христа за Христос, за Господ и за Месија, син Давидов. Уште во старт. Значи, во старт покажува поголема вера од верата на евреите, колективно гледано. Зошто Христос на почеток ја игнорира? Навистина, Христос прво ја игнорира. Прво што прави ја игнорира. Значи, продолжува да се движи по патеката. Учениците по него, за учениците воопшто не е чудно Христовото однесување. Зошто? Бидејќи и самите ги негуваат истите еврејски предрасуди кон незнабожците, кон кучињава. Значи, ништо чудно што Исус ја игнорира, Исус значи, постапува согласно очекувањата на било кој евреин. Како што било кој евреин постапувал и се очекува да постапувал со странци и тугинци, со незнабожци. Но во старт, ова жена покажува, значи, од незнабожство, од многобожство, поточно, покажува поголема вера од избраниот народ. Зошто Христос ја игнорира на почеток? Значи, самиот ја кажува на друго место параболата за жената со неправедниот судија. Дали кога нешто молиме, ова жена, значи, што прави? Го моли Христа. И стапува со него и првите нејзини зборови се молитва, молба. Дали кога Христос, кога Господ не ни одговара веднаш, сте имале такво искуство? Многу повеќе, многу почесто. Кога не ни одговара веднаш на некоја молитва, што значи тоа? Може да значи многу што. Постојат пречки во благодатта. Еднаш зборував и на таква тема со таков наслов пред 2 години. Но еве и седа е во ред со нас, од наша страна, да нема никаков пропуст, никаков греф, ништо погрешно. Ако веднаш значи, не да каже не, но ете, не ни одговара веднаш.
Што значи тоа? Молчи. Дали треба да се откажеме? Не. Меѓутоа, мнозина лесно ќе се откажат. Знаете што имав приметено уште оддамна? Знаете зашто постат разни комплицирани и прашања и процедури за да добиете, пример, американска виза или... Знаете зашто го прават тоа? Значи, ја тестираат вашата упорност. Они што се полесно што се откажуваат, веднаш да се откажат. После ќе ги разгледуваат случаите само на оние што биле најупорни и најтрпеливи. Ништо чудно. Цијашите ја познаваат многу добро човечката природа. Нивните господари геволите многу добро ја познаваат човечката природа. Затоа знаат да манипулираат со луѓето. Со цели политичари, со влади, а камоли со обични граѓани. Понекогаш и Христос и Господ ја тестира што не нашата вера, дали имаме или немаме вера, дали се сомневаме или не, тој испит сме го положиле, да речем, многу порано. Нашата упорност. Сега, каква е таа вера што ја имам? Дали е силна таа вера и колку е силна? Дали жената се откажала? Значи, Христос некое време, може да речеме неколку минути, најмалку, ја игнорира, ништо не, ниту збор не ја, значи, не ја погледнува, значи, едноставно, како покрај турски гробиште, нели? И учениците негови на нив им здосадила, но што прават? Значи, неправедниот судија што рекол? Иако не сум праведен, ниту од Бога се бојам, ама затоа што ми досаѓа оваа жена. Ајде да не ми досаѓа повеќе, да ми го ремети мирот, сакам да се бидам на раат, ќе го решам нејзиниот случај и да откачам више и налет. Но, таквиот лик во таа парабола, значи неправедниот и небогобојазен судија, постапува многу поправедно од учениците Христови. Бидејќи тој рекол, ќе го решам случајот во нејзина полза, за повеќе да не ми досаѓа. На учениците Христови за Хананејкава повеќе да не им досаѓа, што го молат Христа? Му велат, Господи, дај реши го нејзиниот случај за да не ни досаѓа повеќе, дај исцели ја нејзината кирка за да не ни досаѓа повеќе. Тоа го бараат учениците. А што бараат? Отпушти ја. Сега, учениците го молат Христа и велат, избрка ја, зашто вика по нас. Исус почнува да ја обрнува внимание на оваа жена, дури откако учениците почнуваат да го молат, да ја отера и да ја избрка. Што значи отворено да ја одбие нејзината молба. Сега забележете го следниот негов одговор. 24 стих почнува со зборовите, а тој одговори и рече. Сега забележете, тој одговори, на што одговори? Тука може да прво што ни доаѓа на ум е дека и одговара на жената, така? Не, последните што го молеа нешто се учениците. Зошто Исус ги кажува овие зборови? Јас сум пратен само кај загубените овци на домот израелски. Овие зборови за самата жена изгледаат како и претходниот игнорантски однос на Исуса, значи и за самите ученици изгледаат во курс на претходно
утврдените еврејски предрасуди што ги имале. А и самата жена, иако тугинка, ги разбирала тие предрасуди и самата така ги толкувала. Значи, Христовиот одговор изгледа како дополнителен тест, уште повеќе отежнување за нејзината молба. Елена Вајд пишува, уште пред да се сретне со Христа, оваа жена самата се прашувала дали Христос, дали овој еврејски учител воопшто ќе ми обрне внимание, дали воопшто ќе се нафати да го решава мојот случај. Меѓутоа решила да не ја пропушти и да не се откаже од незината единствена надеж. Тоа се зборови на Елена Вајд. Копнежот на вековите. Единствена надеж за многу што во животот, ако не досега, барем од сега, а за многу што и досега, и порано. Христос е единствената надеж. Елена Вајд вели дека оваа жена барала претходно помош за незината ќерка, кај се не. Дури и од незините пагански богови во храмовите во Тир и Сидон. Значи, од ѓаволот бараш помош за незината ќерка да биде исцелена од ѓавол. Тој како од Бил Гейтс да бараш чаре за пандемијата, за болеста, што самите тие ја скуваа. И, како рече Исус, може ли ѓавол да изгонува ѓавол? Не. Може ли паганските богови, стирски и сидонски, феникиски, да и помогнат на жената? Се разбира, не. Христос бил нејзината единствена надеж, вели Елена Вајд. Единствена надеж. Зошто ги кажал овие зборови? Овие зборови што ги кажува Исус не се иронија. Овие зборови што ги кажува е една голема вистина. И следните што ќе ги каже, кои што изгледаат како уште потешки за ушите на жената и уште посилни за еврејските предрасуди кај неговите ученици. Но Исус ги кажува со таков тон на гласот, кои што одразуваат големо жалење, голема тага. Зашто? Христос, како прво кажува вистина, Христос на вистина бил испратен само за еврејскиот народ. За неговите ученици било предвидена мисијата кон незнабожците. Но Христос кога бил на земјата, тоа е вистина, тоа го пишува апостол Павле во Римјаните 15 глава. Христос беше служител на обрезанието. Неговата мисија беше само за израелскиот народ. Потоа за неговите апостоли беше предвидена мисијата за сите други народи. И на Христа му е жал што кај незнабожците постои многу поголема вера, отколку кај оние кај кои што тој дошол, кај израелците. Христос со жал ги кажува овие зборови, со тага ги кажува овие зборови. Затоа ги нарекува, израелците ги нарекува загубени овци. Кај оние кај кои што дојдов, кај нив се соочувам со сомнеш, со неверство, со колебливост, со предрасуди. Тие се загубените овци, кај кој што бев испратен на домот израелски. Жената па упорна, 25 стих, но таа кога пристапи му се поклони и велеше: Господи, помогни ми.
И следните зборови што ги кажува Исус се во тој истиот правец. Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Дури овие зборови изгледаат пострашни. Изгледа како да тука Исус страшно ризикува да биде погрешно сватен дека и тој се согласува со еврејските предрасуди против незнабожците. Дури го употребува зборот кучиња, што самите евреи го користеле за незнабожците. Всушност Исус кажува пак една парабола, еден пример. Има некој од вас домашни миленици? Мачки, кучиња? Сте имале? Дали нешто што го подготвувате за своето дете да јаде, дали постои таква домакинка, таква мајка, нешто што го сготвила за своето дете, да им го фрли на кучињата? Ама и кучето што го имаше нешто мило, миленик, не, нешто што го мразиш, така. Нешто што го чувствуваш, како исто така близко. Јас сум слушал од некои луѓе, кога ќе им умрело куче кое што долги години било во семејството, значи така бевме утепани, натажени, како да загубивме човек, член од семејството. Но, дали постои таков домакин, она што го подготвува за своето дете, тоа да им го даде на кучињата? Так. И тоа е Христовата порака. Ако вие, евреите, ако вие, Божиот народ, не ја цените милоста и благодата, која што Господ вам прво ви ја дава и ви ја даде, тогаш вашето место ќе го зеде друг. За жал тоа и се случило. За жал на Израел тоа се случило. Сега, оно со што сакам да завршам, Христос со друга намера ги кажува и овие и предходните зборови, а вака нам не изгледаат, а мнозина така и ги толкуваале, и сум слушал такви проповеди, и сум читал такви коментари, дека Исус овие зборови намерно ги кажува како да глуми и тој дека е фарисеј, дека е еврејски националист, и како да глуми дека е непријател на незнабожците. Да беше тоа случај, жената ќе беше утепана од ваквиот негов одговор. Ако внимателно ја читате Копнежот на вековите, ќе забележите со каков тон, со каква боја на гласот Христос ги кажувал овие зборови. Не е исто да кажете едната иста реченица со различен начин на изразување, боја на глас, тон, израз на лице, со различни чувства. Ако ја кажете со различни чувства, ќе има различно значење. Исти зборови, различно значење. Зато во кинескиот јазик многу битна улога игра со каков тоналитет кажуваш некој збор. Бидејќи може да биде истиот и истиот символ во нивното пиктографско писмо, но да има друго значење. Затоа па во тие символите користат, ако е линијата малку поздебелена, значи, како пишуваш некоја буква, начинот како ја пишуваш буквата има друго значење. Ако е малку поздебелена, ако е малку потенка и така натаму. Може различно да значи. Во Христовите зборови, жената, наместо да се обесхрабри, наместо да биде утепана со тоа што очигледно и самиот Христос ја споредил со куче, што, впрочем, како велат србите, било е за очекивати. Секој евреин така би постапил. Во Христовите зборови,
жената нашла надеж. Замислите, била споредена со кучиње, индиректно и таа била наречена куче, и таа во тоа наоѓа надеж. Колку силна вера. Дури и да сте биле многу упорни и многу силни во верата, ако сте биле доволно горди, Христови ваков одговор многу страшно ќе ве навреди. Наместо да се навреди, жената сосема совршено разбирајќи ја положбата во која се наоѓа, во Христовите зборови наоѓа надеж. Колку силна вера. Те нарече куче и ти во тоа гледаш надеж. Дека твојата молба ќе биде исполнета и се фаќаш за тој негов збор. Се фаќаш за таа последна надеж. Во што се состои надежта? Не па во тоа. Ако сум куче, те молам, постапи со мене како со куче. Бидејќи и кучињата, и јадат. Да, не постојат родители што ќе го земат лебот од децата за да го фрлат на кучињата, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Да, куче сум, не сум еврејка, куче сум, но барам трошки од твојата благодат. Твојата благодат испратена за Израел. Барам трошки од твојата благодат. Колку силна вера. Да. Ова е многу актуелно, инаку, бидејќи денес е истиот проблем. Во Палестина, еврејскиот национализам против сега не е тоа соодветен збор, антисемитизмот. Значи, од една страна, омразата кон евреите, кај едните, кај сите муслимани, арапи и палестинци, а кај самите евреи што? Омразата кон нив и еврејскиот национализам. Многу актуелна тема. Светот не се променил за последниве 2000 години, барем таму, во тој регион, а знаеме и никаде на друго место. Да, куче сум, но ако сум куче, постапи со мене како со куче. Бидејќи и кучињата јадат од трошките, што паѓаат од трпезата на нивните господари. Тогаш Исус одговори и дури тогаш одговара и вели: О, жено! И сега веќе Христос тука ја признава неа, не за куче, туку ја ословува со истиот израз со кој што ја нарекол својата мајка. А што рече Марија, Богородица, за себе? Блажена ќе ме нарекуваат сите народи. Така си го прорече тоа. Ако ти ова тугинка ја нарекуваш на ист начин и се обраќаш како што ја нарече својата мајка, што значи тоа? И Христос ја оддава највисока можна почест сега, како да е еврејка над сите евреи. Или еврејка над сите еврејки, поточно. О, жено, че ти мене ме призна за Господ и син Давидов, уште од старт. Јас ја истестирав твојата вера со претходниве постапки, за да одржам лекција на моите ученици. Заради нив беше целата ова представа. И зашто воопшто дојдов во овие либански краишта. И за да ги подготвам за мисијата што ним им предстои, бидејќи за нив е предвидена мисијата да ги евангелизираат незнабожците, другите народи.
А тоа не можат ниту да почнат да го прават, ако не бидат скршени еврејските предрасуди. О, жено, голема е твојата вера. Нека ти биде по желбата твоја. Само што заврши Исус со оваа реченица, тука и Матеј завршува и вели, и во тој час оздраве керката нејзина. Како и со слугата на римскиот офицер. Во тој час оздраве. Дали разбираме од што најмногу бил натажен Исус, дури и тогаш кога правил вакви величенствени дела? Неверството на својот народ. Секогаш кога во нашето срце Божјата благодат се соочува со сомнеш, Бог да чува со неверство, али дури и со мали сомнежи, колебања, тоа го натажува Светиот Дух. Христос сака да имаме цврста и силна вера во неговите ветувања. Никогаш да не се колебаме, никогаш да не се разочараме, никогаш да не попушти нашата упорност. Какви год да се околностите, колку год долго и да чекаме, колку год долго и да бараме да бидеме вослишани. Се тестира и Божјето царство, не само земскиве царства. И Божјето царство ја тестира нашата упорност во верата. Нека Господ ни даде ваква силна вера. Верата на римскиот офицер, верата на жената Хананајка. Нека му е фала и слава вечно. Амин.